Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз со денешните предлози на закони се обидува да биде бледа копија на ВМРО-ДПМН без никакво покритие и без никаков кредибилитет. Зад себе СДСМ нема оставено никакви позитивни политики ниту во областа на работничките права, нити во образованието, нити во работата со буџетот на Република Македонија. Фактот дека СДСМ долго време не работеше и не доаѓаше на работа, се гледа и во начинот како несериозно пристапуваат кон одговорноста што имаат во собранието на Република Македонија. Толку се неискусни и желни за поддршка од граѓаните, која ја немаат, што мислат дека носењето на сериозни одлуки е играње на малска игра. Како и досега, СДСМ ќе ја лаже јавноста, ќе ветува се и се што, само да им се допадне на граѓаните, но сите паметиме дека секогаш кога беа на власт не исполнија ниту едно свое ветување. Граѓаните од нив паметат запуштени и стари училишта, без вложен денар за нивна реконструкција или изградба на нови, паметат 200.000 невработени и паметат трошење на буџетските пари за бисери на нивните министерки. Денешните предлози на СДСМ служат само за дневен маркетинг и се без никаква сериозна анализа и можност за реализација. Ние нема да дозволиме собранието да биде злоупотребено за промоција на неодговорната политика на СДСМ. Тие самите знаат дека граѓаните не ги поддржуваат заради немањето на доверба во нив, па сега со вакви неиздржани предлози ќе се обидуваат да привлечат барем мала симпатија. Знаеме дека ќе предлагаат се и се што, но нема да им дозволиме да си поигруваат со интелигенцијата на луѓето. Во врска со предлогот за зголемување на минималната плата, дозволете ми да ве потсетам дека во време на владење на СДСМ не постоеше минимална плата, иако таа партија имаше предизборно ветување дека ќе ја воведе. Ги излажаа граѓаните за да гласаат за нив и после не сработија ништо. Исто онака како што ги излажаа дека ќе вработат по еден член од секоја фамилија. Во време кога СДСМ беше на власт, синдикатите неколку пати бараа воведување на минимална плата и секогаш беа одбивани од владите на СДСМ. Во време на СДСМ имаше луѓе кои добиваа минимални 4.000 денари како плата. Прв пат во Република Македонија одлука за воведување на минимална плата донесе собранието со гласови на ВМРО-ДПМН. При тоа, одлуките за висината на минималната плата беа донесени со крајно сериозни консултации и согласност во исто време од синдикатите и од коморите, односно штопанствениците во Република Македонија. Да останеше СДСМ на власт до денес, се уште ќе немаше закон за минимална плата, а денес таа изнесува 9.590 денари. А за само неколку месеци, од следниот јануари, по сила на важечкиот закон, минималната плата секако ќе биде зголемена на 10.080 денари. Дополнително, во законот е предвидено секоја година усогласување на минималната плата со просечната исплатена плата во Република Македонија. Усвојувањето на предлогот на СДСМ ќе значи дека уште утре најмалку 30.000 работници ќе бидат избркани од работа заради зголемените трошоци на фирмите. Очигледно тоа за СДСМ не е значајно, бидејќи тие во својата историја имаат донесено одлуки со кои 200.000 луѓе останаа без својата екзистенција. На овој начин, како што предлага СДСМ, наместо да им помогнеме, ние ќе им наштетиме најмалку на 30.000 семејства и тоа на оние кои имаат најмали примања. Веројатно СДСМ би биле среќни ако 30.000 луѓе бидат избркани од работа за после да ја критикуваат владата на ВМРО-ДПМН. Очигледно е дека СДСМ овој предлог го има доставено без никаква консултација со синдикатите и стопанствениците, бидејќи ако го направеле тоа, сами ќе знаеле дека во оваа фаза ваквиот предлог не само што нема да помогне, туку ќе остави 30.000 луѓе на улица или ќе значи затварање на многу фирми и фабрики. Ние изгласавме низ за подобрувања на работничките права и гаранции за истите, а дополнително ги одобривме мерките од проектот Македонија вработува, со што овозможивме многу граѓани да најдат свое работно место. Исто така, отворањето на многу нови фабрики на секаде низ Македонија ќе значи зголемување
на потребата и конкурентноста на работната сила, што природно, како и секаде во Централна Европа, чекор по чекор ќе значи зголемување економски оправдано на платите на вработените во различни сектори. Во врска со предлозите за укинување на екстерното тестирање, би истакнал дека ова е крајно несериозен и неодговорен предлог, од кој се гледа дека на СДСМ единствено му е важно да прибере некој ситен политички поен врз грбот на децата, а воопшто не води сметка за потреба од континуирано и долгорочно подобрување на квалитетот на нашето образование. Во врска со реформите во повеќе области на образованието, започнати се сериозни и детални консултации со сите релевантни и засегнати страни и прибирање на мислења од експерти, што е неопходно при донесување на било каква сензибилна одлука. За ваквите постапки информирана е јавноста и тие се спроведуваат континуирано во последните неколку месеци. Владеачкото мнозинство не сака да прифати оваа тема да биде тема за партиско препукување и подкосурување. Иднината на децата и нивното квалитетно образование не смее да зависи од сегашната политичка безидејност на СДС. Тие сакаат да приберат поддршка, иако се свесни дека оваа одлука ќе нанесе далекосежни негативни последици на многу деца поединечно. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе прифати само сериозни предлози кои ќе го подобруваат образованието без разлика од кого доаѓаат, но нема да прифати вакви политички подметнувања. На Македонија треба решенија за подобрување, а не партиско надмудрување и подметнување како ова денес. Последно, околу нивните предлози за измени во законите за буџетот на државата, би кажал само неколку работи. Прво, ваква пракса каква што предлагаат не постои во ниту една европска држава. Второ, нивниот предлог е абсурден и физички невозможен, бидејќи од буџетот и од сите институции дневно се вршат повеќе илјадници трансакции кон физичките лица и кон правните лица. Трето, во насока на максимална транспарентност за приходите и плаќањата од буџетот, Министерството за финансии на месечна основа објавува фискални табели во кои јавно се публикуваат приходите и расходите во буџетот. Четврто, на крајот на секоја фискална година, Министерството за финансии до собранието доставува завршна сметка во која пратениците имаат целосен увид во извршување на буџетот на државата. Пето, по барање на СДСМ пред неколку години, отидовме и понатаму, па од минатите избори, да ве потсетам, во изборниот период Министерството за финансии не на неделна, туку на дневна основа ги објавува расходите на сите институции во државата, а податоците може да се најдат на интернет страната на Министерството, бидејќи со закон ова собрание определи должност да се гледа трошењето на државните пари. Од сите аргументи кои ви ги набројав, јасно се гледа дека предлогот на СДСМ е само начин како да го сменат впечатокот за својата неработа во минатите 15 месеци. Денес, за жал, дополнително и видовме дека не само што не работеле, туку и не следеле какви реформи се прават во повеќе различни области. Вака. Значи, прво би сакал да потенцирам дека ова што денеска го направи Комисијата за избори и именување, односно што ги делегираше пратениците од СДСМ во различни комисии на различни функции во собранието, требаше да го направи пред 15 месеци, а не денес. Тоа значи дека изгубивме 15 месеци во формување на собранието целосно онака како што баре Уставот на Република Македонија и како што гласале граѓаните на државата. И ние жалиме зашто 15 месеци СДСМ не ги пополни овие одговорни функции кои што денеска ги делегираше. Второ, би потенцирал дека функцијата подпредседател на собрание гарантирана за опозиција е обврска според Законот за собрание и Деловникот за работа на собрание, изгласана и воведена токму од ова владеачко мнозинство.
Значи ВМРО ДПМН утврди во актите дека опозицијата задолжително мора да има подпредседател на собранието. Ние се надеваме дека господјата Рената Треневска ќе извршува одговорно функцијата подпредседател на собранието, иако за жал морам да потенцирам дека очекувањата се дека не секогаш ќе биде конструктивна во својата работа и не секогаш ќе ги има во предвид интересите на граѓаните, туку ќе ги има во предвид интересите на нејзината партија. Се надевам дека овој наш страв или сомнеш ќе биде демантиран во иднина и посакуваме да биде демантиран, но сме должни пред вас како новинари кои што ја следат работата во собранието и пред граѓаните да го соопштиме како став на пратеничката група. Тоа значи дека без задршка, како и денеска на Комисија за избори и именување, така и на седница на собранието, пратеничката група на ВМРО ДПМН, како мнозинска пратеничка група во собранието, ќе ги гласа предлозите кои што стигнаа од СДСМ поврзани со пополнување на позициите и функциите во собранието. Други прашања? И може Сугаревски да размисли и да ги вратат 15 плати кои што ги зимаа без да доаѓаат на работа, па да разговараме и за тие средства како добро да се искористат за како потреба на граѓаните. Не сакам да дозволиме со ситни подметнувања, како што ви реков, да градиме политички имидж, тоа е несериозно за собранието. Се надевам дека СДСМ нема да влезе во таква една динамика на магичен круг, заради тоа што во време кога тие беа мнозинство во ова собрание, државата немаше пари нити за водоводи, нити за канализации, нити за инвестиции во армијата, нити за зголемување на плата на полицијата, нити за изградба на нови училишта, нити за изградба на нови спортски сали, нити за набавка на возила за брза помош, нити за набавка на нови возови, нови автобуси, нити за инвестиции во здравството. Единствено имаа пари за набавка на бисери на нивните министерки. Затоа се надевам, искрено повикувам до нив, да не влегуваат во еден таков магичен круг на обвинување, туку заедно да наоѓаме решенија, во оние области каде што дополнително државата ќе има обврска да поведе внимание, да ги решаваме една по една. Ако се спремни за таква соработка, пратеничката група на ВМРО ДПМН секогаш ќе има отворени врати за нив.